Мештаните на Луковица уште во 2020 година самите си собраа и платија скоро 6.000 евра за проектната документација за да ја остварат желбата да имаат асфалтиран пат, но локалните и централните институции се уште не им помагаат процесот да се движи кон целосна реализација. Едно неприкосновено право да се има асфалтиран пат до селото не се реализира поради префрлање на одговорноста помеѓу општината и Министерството за транспорт и врски. Градоначалникот на општина Желино Блерим Сејдиу вели дека нема пари и чека владата да му помогне со средства за да се направи патот. Не можеме ние со нашиот буџет да го реализираме, затоа ние се обративме до владата и чекаме одговор од нив. Значи не добивме одговор од нив, треба да ни дава тие одговор дека ги најдоа тие средства и тие средства се наменети за патот во Луковица. Ние досега немаме таков договор, чекаме од нив, а од друга страна имаме стварно притисок од граѓаните дека треба тој пат да се реализира. Од Министерството за транспорт и врски информираа дека општината доставила 6 проекти меѓу кои за Луковица во рамки на проектот поврзување со локални патишта, за што средства се добиени од Светска банка. Вредноста на сите доставени проекти ги надминува средствата од 742.449 евра, што се обезбедени од Министерството за Желино во рамки на овој проект и затоа побарано е од општината да се произнесе кои се приоритетни проекти за да може да се финансираат во рамки на нејзиниот буџет. До овој момент општина Желино се нема произнесено и поради таа причина се уште не се вклучени во јавните повици што ги објавува Министерството во однос на овој проект, се вели во нивното соопштение. Од Канцеларијата на Светска банка во Скопје потврдија дека Желино има добиено средства за да го добие грантот од ниво на централна власт. Кога обемот на поднесените подпроекти е поголем од расположливиот буџет, Министерството ќе даде приоритет на оние со најголема корист на општината. Според нашите сознанија, овој процес на приоритизација допрва треба да се случи за општина Желино. Единицата за спроведување на проектот при Министерството за транспорт и врски ќе посети општината во март, се вели во соопштението на Светска банка. Борбата за пат на мештаните трае со децении. До сега имаме направено 3 пати проект и 3 пати ние го плаќаме. Никој не ни плаќа. Значи сами ние го плаќаме проектот. И 2000 година, и 74 година. И сега да речеме 2020 година. Све е од нашето. Ние како македонци, 16 села албански, едно наше, кој те гледа? Никој не те гледа затоа што гледа они за нивното. Гласовите се таму. Овде нема гласови, што е. Овде моментално постојано живеат 35 жители. Преку лето има и повеќе. И плюс тоа преку викендите може да се случи чак некојаш и преку 1000 души да има. Значи село врие од население. Лукојчани бараат асфалт само за 5,5 километри.